Сега сме на почетокот на март. Еден човек кој сите го мислевме за експерт за демократија, се покажа дека бил експерт за календари. Да, тоа е човекот кој пред 5 години Груевски му ја довери довербата да глуми председател. Токму тој ќе рече, по март доаѓа април. Доаѓа, точно. А по април, знаете ли што доаѓа? Доаѓа нова влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и доаѓа мигот кога Македонија повторно ќе добие председател, вистински председател како што заслужува Македонија. По 8 години силување на демократијата и осиромашување на граѓаните, крадење, апсење, изживување, понижување, македонскиот граѓанин ќе стави крај на ова вратоглаво назадување и на уништувањето на нашата иднина и на иднината на нашите поколенија. По 5 години празнотија и безличност ќе стави крај на полтронското шефување со државата и Македонија ќе го добие тоа што го заслужува. Ќе добие власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз и вистински председател. Ќе го добие Стево Пендаровски, човек со државнички манири и државник со човечки особини. Почитувани делегати, почитувани гости, за 8 години владење пустош направија. Срушија се што беше макотрпно градено. Институции, демократија, образование, здравство, социјала, култура. Спокојот им го одзедоа на луѓето. Екзистенцијата им ја загрозија. Денеска во Македонија мнозинството граѓани и нивните семејства се длабоко потонати во сиромаштија. Резултат на нивното владење се над 400.000 наши сограѓани што ја напуштиле државата. Ја пострамотија Македонија во светот. Меѓународно ја изолираа. Како во мрежа од пајак ја заплетка иднината на Република Македонија, перспективата на младите и нашата судбина. Никола Груевски се крие, бега од вакви прашања. Но како и каде ќе се скрие Груевски од граѓаните на 27 април? Народот ќе му ја испорача сметката за ова расипничко владење, зашто Македонија не е негова приватна офшор компанија, туку заеднички дом на сите граѓани. Од земја лидер, благодарение на системот на владење на Никола Груевски, Македонија стана најголем балкански лузер. Дојде време да ја вратиме радоста на животот, да ја вратиме среќата. Време е Социјалдемократскиот сојуз да ја презеде палката и овде да се чуе одата на радост. Ова не е време за предрасуди, не е време за калкулации, не е време за суети. Или ќе се ја спасиме државата, или ќе го понесеме бремето на неодлучноста. Имаме искуство со Никола Груевски и со ВМРО-ДПМН. Тие ќе направат се во обидот да се задржат на власт. Оти кога ќе се смени власта, некој ќе треба да одговара, ќе треба да врати до денар се што му одзел на овој народ. Тие тоа многу добро го знаат. Ајде на овие избори да му дадеме бројки на Никола Груевски. Бројка што не ја очекува, бројка што ќе го порази, бројка што ќе му ја одземе власта. Ве повикувам јасно и гласно, со чиста совест и голем ентузијазам, да го избереме професор доктор Стево Пендаровски за председател на Република Македонија. Во овие моменти не чувствувам само чест што сум кандидат за оваа функција,
туку и обврска, доколку бидам избран, да застанам на чело на едно широко граѓанско движење, кое треба да ги донесе нужните промени во земјата. Еден народ и една земја не можат долго да живеат во агонија. Таа ги пасивизира луѓето, го кочи напредокот, ги уништува националните и државните перспективи. Ако чекаме гладот да го надвладее стравот, тогаш ќе биде предост на завистински промени. Не за Македонија во приватна собственост, туку Македонија на сите кои во неа живеат. Земја на слободни луѓе во која со честна работа секој може да има за достоинствен живот. Земја почитувана и внатре од своите граѓани и почитувана надвор. Земја со која би се гордееле и линденците, и партизаните, во која ќе гледаат иднина и нашите деца и нашите внуци. Првата моја задача ќе биде да го вратам достоинството и важноста на функцијата председател на Република Македонија. Во изминативе 5 години, таа важна државна институција доживеа деградирање без преседан во поновата историја. Изминативе 5 години не само што немавме лидер и политичар со визија за Македонија, ние воопшто немавме председател. Наместо глас на обесправените, наместо заштитник на граѓаните и обединувач на нацијата, добивме уште еден владин службеник кој ги аминува сите одлуки на законодавната и извршната власт. Мојата лична цел е да бидам председател кој ќе биде чувар на уставот, заштитник на граѓаните и обединувач на нацијата. Најважна задача, моја и ваша, заедничка, е да ја вратиме Македонија на нормален колосек. Нормално е Македонија да биде демократска, а не автократска држава. Нормално е да биде рамноправна членка на Европската Унија, а не сојузник со африканските диктатури и сомнителни бизнисмени од Азија. Горд сум што бев еден од најблиските соработници на председателите Борис Трајковски и Бранко Црвенковски. Искуството кое го стекнав со нив двајцата ме прави целосно свесен за одговорноста која ја носи функцијата председател на Македонија. Јас како иден председател на Република Македонија ќе бидам човекот што ќе се грижи и ќе ги почитува интересите на сите граѓани, на македонците и албанците, на турците и ромите, на србите и власите и на сите останати граѓани во Република Македонија. До ниту една победа не се стасува без работа и по споредни патеки. Ќе одиме по главниот пат, до срцата и разумот на сите граѓани на државата, да им покажеме дека постои реална и подобра алтернатива за политиките на оваа власт. Од луѓето ќе бараме само едно, да кажат да за достоинствена Македонија. Да за Македонија на сите, не за Македонија на малкумина. Да за заедничка Македонија. Македонија заслужува председател. Да живее Македонија!